Дами и господа, добредојдовте во новото издание на Никој како. Убаво попладне ви посакуваат вашите домакини Катерина Тодорска-Спасик и Ненад Ѓургиевски. Така е! Нова работна недела и се разбира време каде што имате ново издание на Никој како на телевизија Телма, 95-та емисија. Колега. Што направив? А не сме ни до пола. Ми издржа, од сезоната. Кажи им сега дали е тешко да се работи како водителство? Не, Нели? секако. Види. Да работиш како водителски пар е многу тешко, доколку не се пронајдеш на иста бранова должина. Добро. А ја и ти се пронајдовме на бранова должина, така да за тоа ни е лесно. Така е. Да не се фалиме многу. Значи многу лесно ние, ама имавме добра задача да искомбинираме кога тие ќе можат и кога ние ќе имаме нели место во Никој како, да се искомбинираме да ни дојдат. Многу сакавме да бидат тие како пар во студиото на Телма и за прв пат се заедно во емисија на телевизија. И ќе зборуваат за тоа како што со запознавање и така натаму, па да не откриваме се. Ама откриваме кои ни се гости. Така е, го па да гледате почнеме на муавет со нив. Телма во делот авантурите на Марк. Знаете дека тоа е една интересна приказна, но не знаете каква е нивната заедничка приказна. Василка Димовска де Јонг и Марк де Јонг. Браво, благодарам. Здраво, Кате. Добре ни дојдовте, здраво. повелете. Къде седи? Марк, Овде Марк? овде Василка. Ајде, повелиш ли? Ете така. Да, се распоредиме. Да, седнеме, па да почнеме, многу имаме да ве прашаме, веројатно многу и да ни кажете. Па... Добро, окей. Мај, да ти кажам право, имам трема малку. Трема Чудо, да. Разговарав со Василка, шо ми е сега? Јас што сум секогаш на телевизија, па сега ми имам трема. Зошто трема имаш, Марк? Па не знам. Марк, ти имаш сати на телевизија, до сега во твоите проекти направено колку, па може да кажеме, само 15% од водителите во Македонија. Кога слушав 95 емисии, јас направив не знам колку емисии до сега, ама не, навистина, малку ме... Не ги броиш? Знаеш, има знаеш како пеперутките што ти... Пеперутки? Па да, исто. Убаво е, види, доза мала. Тоа сакам да кажам, така. Во емисија заедно дека сме гости. Мислам ти е тоа. Од мене има трема. Тебе има трема. Добро, ајде. Се да си кажете. Не, значи јас ќе Прашајте се, ќе си кажеме. Како на терапија честувајте, се да си кажете. Јас ќе почнам од она што ми го прати Марк кога нели се допишувавме за тоа кога ќе бидат гости и велам кажи само на Василка дека сте во понеделник гости, нели се договаравме ступати и тој вика важи, доаѓаме со шефицата. Да. Значи да се договориме кој е шеф во куќа. Ете. Дека Марк е шеф во кујна. Шеф во кујна, а таа е шефица воопшто во животот. Така Така кажам Василка? точно, јас сум Па шеф во мислам кујна. дека голем број на жените се тие столбот на семејството на една фамилија. Сакале да признаат или да не признаат мажите, тоа е факт. Како се тоа не се добива, тоа го имаш. Така вродено е шеф. Па мислам дека да. Да. Мислам дека да. Да. Во суштина, потекнувам од семејство, од фамилија голема, каде што жените имале секогаш лидерска позиција во кариерата. Да. Меѓутоа, најверојатно и дома, така да генетски ми е предиспозицијата. Вака сега, обично за нели популарните парови знаеме кога се запознале генерално низ годините. Ви сте прв пат на телевизија и веројатно многу ретко можеби никогаш во етер не сте раскажале, а интересно е секогаш гледачите нели сакаат малку во приватните работи, се она што може да се сподели. Како се запознавте? Кога, како ве наведе патот? Колку време заедно? Ке почнеш? Ти што немаш Веројатно е многу интересна трема да ајде кажи. Приказната е многу интересна и повеќе од што се очекува. Јас
јас сум кариериста и Марк само. Па да. Да, И така е. многу е интересно затоа што бев до минатава година, уствари до октомври месец, имав 4 максимални 4 мандати во една европска асоциација со седиште во Брисел. Што значи јас последните 20 години континуирано престојував, патував, бев во Брисел. Но она што е многу интересно е што моето сместување, хотелот каде што најчесто спиев, е од спротивната страна на улицата на ресторанот на Марк. И дали може да сватите дека ние никогаш не се сретнавме во Ја Брисел? мислам па дека тамо се сретнале. Значи никогаш не се сретнавме во Брисел. Не, тоа е најсмешно. Чудо, да. Се случи да јас сум лекар по професија и работам во Македонија со лица со интелектуална попреченост и ментални болести. Меѓутоа, фокусот е интелектуална попреченост. Имаме 17 локални организации, седиштето ни е во Скопје и од 2000 година работиме со дневни центри со лица со интелектуална попреченост над 18 годишна возраст. Се отвори можност да во Скопје уште една локација се ни биде доделена, да ја почнеме да ја работиме. Сега кога имаме нова локација, нели реновирање, па опрема, и во целиот тој процес на обезбедување на опрема, пријатели, познаници ми пристапија и ме прашаа дали сум согласна да се организира еден хуманитарен настан и средствата добиени да бидат за дневниот центар во Капиштец. И супер, викам да, мене баш ми треба опрема, ни треба опрема и беше некој кулинарски настан со некој шеф Де Јонг. Океј. И добро. пред настанот Интересно. Пред настанот му го дале на Марка мојот телефон, па ајде Facebook профили, Добро. сега нели 21 век со социјални мрежи, што е најинтересно, јас не ги користев социјалните мрежи. Имав профил, но немав од мене слики Не никакви. активност нешто, Немаш да. слики? Не, немаш ништо. слики. Така да го немаше тоа задоволство да ме види на слика предходно. И ние нешто си правевме муабет, се договараме да се видиме, да пиеме едно кафе пред настанов и да се Добро. договориме. Која година е ова, Василка? Ова е 2015, 2015. октомври месец. Добро. Се договараме на најубавата дата, 13 октомври. Аха. Не беше петок, беше вторник. Да пиеме едно кафе, пијачка, мислам кафе нели кај нас се кажува и на Марк секогаш му е интересно века на кафе, ама ние никој не пиеме пие чаша кафе. вино. Вика Марк, тоа е македонска Тоа е традиција. македонска работа, добро. И беше интересно што како се видовме, дојдаме зема и дента и првата емисија ја снима во тоа едно друго телевизиско шоу. Добро. Прв пат се појавува, значи, они на телевизија, не беше нешто. Немаше познато ништо. Да. И како седнавме да правиме, да разговараме, јас го имав чувството дека го познавам Цел живот. многу долго. Ама не сме се видели и сега и да си раскажеме некои работи. И сега заврши тоа муабет, пијачка, затвара кафичот и станавме да си одиме. И станавме да си одиме и он некако спонтано ме фати за рака. И јас велам како ме фати за рака, мене малце онака, ама ајде. И како ме фати за рака, еве до ден денеска не ме испушти. Браво! Да, многу едноставно, ама многу сакам како го објаснува Василка, оти навистина така точни зборови Ама навистина ни е интересна приказнава. Јас сите очекувавме, мислам очекуваат да се сретнеме у Брисел Да. со оглед на 10 моите. години имавте Да. предвид, Најверојатно и ама ние не. така предпоставувавме. Ама знаете како велат работите се случуваат токму тогаш кога треба да се Така случат. е. Ова е добро. И мислам дека тие енергии не сближуваат или не оддалечуваат од луѓето. Има една поговорка, вика луѓето ги запознаваме за причина, за одреден период или за цел живот. Така е. Така да енергијата е таа која што не поврзува,
и не прави да бидеме заедно или не прави да се раздвоиме. Така е, да. Навистина тогаш Не, навистина, Ајде малку твојава приказна сега. Како од 2015 веројатно некој месец порано тогаш ти дошол во Не, Македонија. вели 14 дојдов една година 14, претходно. добро. Да. Како, што се случи, ајде малку, во една прилика јас и ти зборував. Да, но- јас Да, знам да, дека малку има врска твојата баба најмногу. Мојата баба, да. моја баба. Корените Кога македонски. Кога Така е. почина мојата баба, дедо ми претходно почина неколку Ти години. живееш инаку во Белгија? Јас живеев во Белгија, јас сум роден во Белгија, од кога сум роден до 12 години живеев кај баба ми, кај дедо ми. Ја пораснав на македонски начин. Добро, со а пиперки, со каде беше графи, таа, во со- Скопје? Во Брисел, во Брисел. А, во Брисел беа тие, Во Брисел. добро. Они заминале од Македонија во 63-та, после земјотресот. така. 8 дена после земјотресот заминале за во Белгија. Добро. Навистина тогаш причините беа малку потешки, да кажам, животот од луѓето заминуваат сега, а тогаш беше уште тешко, уште Потешко да се- да. Да. Јас сум роден во 68, 5 години после тоа и мајка ми последен месец и се случи ме остави кај баба ми, кај дедо ми. И убаво направи. Убаво направи. Така се научив да зборам македонски со баба ми, со дедо ми, се научив да јадам македонски специјалитети со белгиски намирници. Да, и до 12 години живеев кај нив. Приказната после тоа дојдов готвам, бидов готвач и све тоа. А кога стана готвач? Кога станав готвач? Да, кога... Тоа почнав од кога имав 15 години. А, од 15 Да. години. Предходно- Тоа беше никаква твоја желба? Како Да ти имаше? кажам право и многу луѓе се смеат, не, сакам да бидам инженер, меканик, многу тоа ми се допаѓаше. Добро. Навистина. И А запиша нешто средно? Што запиша средно? Средно училиште. Не исто како да кажам училиштето, учењето, Да, учењето системот е за како- учење да, во во Белгија Белгија и и во тука. Македонија. Одиш до 12 години, тоа си е пример, после тоа беше до 12 до 18. До 18. Јас ги завршив тоа од 12, од 12 до 15 бев основно така се вика, Гимназиско. основни стани, да, Аха. да. И тоа беше повеќе Угостителство. Не беше угостител. угостител, после беше угостител. Добро, Да, после добро. 15. И тоа вие 3 години правев малку од све, од науки, од биологија, Значи, од све. општо. Од све, Да, општо, да, да. Ете така. гимназиско Ме се барав. образование никако. Ама Добро. сегаш на дедо ми кажав, ја инженер, оти дедо ми многу сакаше да ми дава книги, Добро. технички книги, коли, такви ствари. Он многу сакаше да чепка бриколер, не знам како се каже, човек Да што поправа, да. поправа такви ствари. И јас сум како него. Оти бев не, како да кажам, фамилија, не бев не толку богати, бев не повеќе сиромаши. Најтока си малку, мигранти. Во Белгија. Треба да се снајдеш. Треба да се снајдеш. Со дедо ми, он секој викенд ме носеше на рама и одевне по пазар, стил на бувљак, Добро. како го има овде. Окупевне играчки такви ствари, ма играчки што не функционира. И ги поправавме И ги заедно. поправав. Ете тоа, и тоа ми го даде И ти сега беше во твојата негде 15-та година на ниво да видиш дали ќе бидеш вамо, како или- наукава ќе одбереш или ќе одбереш готвење. Ете така. И- Тетка ми живееше позади еден ресторан што се викаше Бруно, еден Добро. ресторан со 3 Мишелин звезди тогаш. Ми кажа Марк, гледам ти малку се снаоѓаш, баба ми сакаше ми покажуваше све тоа, сакав да готвам, сакав да јадам, повеќе сакав да јадам. Тоа беше. И ајде да пробам што ќе биде таму. Пробав, почнав, останав таму година и пол и навистина кога почнуваш да работиш во еден ресторан што се Овие кај 3 мишелинки? 3 Мишелин звезди. Добро. Ми отвори, како да кажам, мозокот ми го отвори и сетилата, Да. све ми отвори. И си кажав сега, навистина, готвач. Сакам да видам тоа треба шеф да видиш во така. кујна. Да. Шеф во кујна на 15 години малку тешко, Така, ама добро. ајде да ги качиш Да повеќе станам шеф во кујна, полека степените и све тоа и почна во тој ресторан и навистина ми беше како ревелацион, како да кажам, вау. И тоа ми го даде надежот да Кој беше тамо? Кој беше шеф на којна тамо? Тој Што беше научи од него? газдата беше шеф, газдата беше беше Бруно, шеф. Жан-Пиер Бруно се викаше човекот, Добро. човекот со цел почит, он ми го даде тој занет. Да, тој занет, оти кога сте млад готвач, кој имате 15 години, не можете да допирите до шефот. Вие сте многу далеку од шефот. Така е. Знаеш што правите тогаш? Го земате тањерот со оцет, го бришите да немате прст. Такви ствари, компири Толку. лупите, па да, Полираш, а? на Тоа е 15 тоа. години што мислите во еден Да, ресторан да, тако? да. Така се Ништо не правиш. кали И занатот. така, и полека се учи, се проба.
Гледам какви сосови, какви тоа и така. Мене пак ти секогаш ми кажам. било возбудливо да прашам, ние од оваа перспектива не ни знаеме како се добива таа Мишелин звезда, нели? Заради тоа што Да. тоа е нешто што ние Тоа не е можеме како војна. веројатно да го вкусиме како, нели, кога Системот е како војна. така е, да. Војска Сме гледале, систем, да, сме гледали бригада, и да. филмови Да, каде што, да. нели, баш е Така војна. Така е. Плюс, како да кажеме, не сум млад, имам 5-6 години тоа, се враќаме 40 на година Добро. однапред. Друг систем беше, готвењето, кујните, технологијата во кујната и свето не беше како сега. Тоа беше основата. Ама да имаш тогаш 3 Мишелин звезди, треба да бидеш не добар, Навистина не врв. најдобар. Потешко беше тогаш, Уште така? потешко, Така, ете така, така. уште потешко. И да го издржиш тоа, да го одржиш и да. Кога веќе сме кај пријател, во Македонија кога стапнуваш? Јас во 2014. 2014. Дојдов за Амет, да ги кажав на баба ми еден ден, пред да почина, ќе дојдам во Македонија и ќе видам од каде потекнувам, каде живееше и све тоа. Баба ми Чисто да ја истражиш земјата. Сакав Каде да истражам од земјата, да. Доста ми беше од Белгија, имав 45 години, имав ресторанот ми беше при крај, го продадов ресторанот и све. И Што не се сретнавме таму, не не, се да, сретнавме. овој Вика, карши. ајде да одам јас И во викам, одам ја во Македонија. Македонија да Да. сретнам Василка. И навистина ми беше доста, да кажам, негде од Белгија, ми беше предизвикана да направам нешто ново. Плюс што го и кажав и го ветив на баба ми, дојдов овде и чудно, од првиот ден се Се осеќав заедно. дома. Не се осеќав дома. Дома. Да, како да секогаш да живеев овде. Имаше дел од баба ми, од дедо ми што Прво да отиде во Прилеп или не, во Скопје? дојде во Скопје, отидов и истражував Македонија тогаш. Аха, ја прошетав. Првиот ден, првата, како да кажам, степен во Македонија беше Скопје. Од Скопје се наместив и све тоа, и ја истражав, бев во Беловодица, каде баба ми потекнува, бев во Плет Фаркаши, од каде дедо ми потекнува. Се ја истражував и све тоа, и така додека полека се снаоѓам да го имам и државјанството и све тоа, да почнам да работам и све. И така дојде. Василка, и дојде се И друго. дојде После приказната Ете знаеме. така. А ти Ете дојде се. со намера тука да живееш и да продолжиш со Да ти животот? кажам, право од почетокот беше Не. идеја, викам, еден, 2-3 месеци ќе останам и ќе видиме. Па не беше 1-2-3 И месеци. се уште остана. И си уште траат тие 2-3 месеци. 11 години сум тука и мислам оти ќе останам овде до крај на животот. Ете тоа е. Готово се, те поврзува и љубовта, сега Ме нема поврзува љубовта, бегање. ме поврзува корените, ме поврзуваат многу ствари. Оти на крај се осеќам повеќе македонец од сем белгијанец. Што е чудо. Да. Јас сакам Македонија, сум горд да живеам овде. Има пуно убавини, за шеф, за готвач. Да. Има све што ти треба, предизвици. Така е, намирници. Да, намирници што ги нема се од почеток, ама навика, сега ги. Марк, Да. колку се навика на нашиот менталитет и колку ти е тешко, затоа што не е едноставно. Василка треба на да различен каже. начин живееме, Имам на еден различен помошник, начин да, за тоа функционираме. што многу ми објаснуваше и Не, све. јас сакам во твојата глава, ти она што го доживуваш и се уште го доживуваш, пошто били растен во друга средина. Да. Јас секогаш го кажувам и ќе го кажувам секогаш до крај мислам од животот, проблемот во Македонија, луѓето се супер, се топли и све тоа. Ми има Еден проблем. се вика его. Аха. Ете тоа е. Луѓето се добри, луѓето се топли, се све, ама тој его ги уништува. Нека и сите, а? луѓето. Нека и сите. Да, Нека да, да, се, 90%, секој ајде да Па кажеме. 90%, Не сите, така е. 90%. Има Да. 10% што луѓе со се. Така, што Не, се топ. сите се мањифик, сите се добри луѓе. Да. Ама неколку пати егото ти го Да. ти надминува све. Може тоа е балкански менталитет. Можно е. Да, можно. Може тоа е балкански тоа, менталитет. да. Македонецот, балканецот е малку по Јас. Тој што сака да каже јас сум тука, јас го правам тоа, јас. Машо куќа. Да, ти жена, ти јас сум мал. Ама тоа е малце застарено размислување. Може сега застарено, новите ама времењата се генерации промени, се ја промени. времењата Се промени и Така. и го видов тоа, навистина се промени. Да. Не само во менталитетот и свето, и гледаме навистина и во годините децата, младите што се више тој мачизм, мачо да бидеме. Да. Малку си Малце се на нив. Кажи ми, во со авантурите на Марк е прошета Македонија, така? Да, можам да кажам, оти 90% од Македонија го прошетав. И како ми беше преубаво да стигнам секогаш до еден ново село, ново град и све да. тоа и да запознавам луѓе што Македонија е, може, секогаш кажувам, оти е голема држава, ама секој си е посебен. Има посебен дијалект, има посебен начин на готвење, има Така е.
Вау, има преубави ствари во Македонија. И тоа уште поиќе ме направи да ја сакам Македонија. Не само од Не само заради неа. Ама на вистина има нешто овде, има едно богатство, има една топлина. Да. Што ретко го има на други места. Да. Така И е. секако во овие двојни прашања, нели брачни кои што ги имаме интересни, верувам ќе бидат и за гледачите, нели што се однесува до готвењето, зборувавме пред емисијата и тоа е интересно да го споделиме со гледачите. И сега сите очекуваат, нели, дека Марк треба да биде шефот во кујната, како што спомнавме, така? И веројатно е така, што се однесува и до готвењето дома. Но што твоја Василка знае подобро да направи од тебе? Македонската храна е специјалитет. Да. Не сакам да готвам македонската храна. Се научив пак кажам на белгиски начин. Тоа ми беше баба ми правеше спанак, ми правеше борања, ми правеше пиперки, ми правеше граф. Тоа ви сите специјалитет. Ама кога Василка ги прави многу Така. Значи, бака која ќе ми даде комплимент за готвење, одме ме мотивира да му сготвам нешто. Го има вистински вкус. Што сака највеќе Василка да јаде, Марк? Оф, сака све да јаде. Обидено една македонски. храна, онака, да издвоиме нешто. Па, не сакам да звучи клише, ама графче Тавче го обожава. Обожава исто од оние борани, грашаци, обожава зеленчук тава, турли тава со месо или без месо, без разлика. Му беше интересно, му направив спанак со оние јајца, кокошка, квачка со пилиња, баба ми така го викаше. А ја правам и со ориз со јајца одозгора. Јајцата одозгора, како на опа, така. Да. Така да Да, ја многу ги сакам македонските јадења. добро е, позитивно е што не критикува. Може нешто ако сгрешам, може само да онака by the way успат да каже. Не, до сега не сгреши. Можело и подобро. Сега сме во фаза да го учи македонското графче. Значи заедно го правиме, односно он е тој што прави. А јас сум тука како надзор во мојата функција. Ама треба 2 сати за граф. Треба. Абе не може Најмалку Треба 2 сати. 9 води. Не. Не едноставно. Јас го правам со експрес-лунец. Треба 30 минути. Да. Ја немам те Еме затоа не ти е испосле. Нема експрес Околу грама. празниците, ние ги славиме сите празници. И за Нова година знае дека традиционално ние не сме во Македонија, меѓутоа сака кифлички и руска салата, нели она класика македонска. Така. И колеги ме прашуваат, дека правеше ли руска? Викам, правев. Викам, Марк ми се искаше, викам и јас се склопивме. Вика, она правела. Најтешкиот дел, демек... Марк се искаше, да. Чварки. Не, чварки не правим, не ги купуваме. Ама имаме убави на пазарот. Има убави на пазарот. Сме веќе периодов, нели? Исто за ајварот и све тоа. Ајвар има убав на пазарот. Да се прави, кажувам, мора да се прави. Имав прилика да го направам тоа од почеток кога дојдов во Македонија. Научив и доста. 3 сати. Добро, убаво е да го видиш процесот. Како Василка кажува, супер, ние си го правиме од почеток на сезона, си го ставаме во сите дуќани, во маркетите, и кога ни треба, се одиме да купуваме. Најдобар А кажи ми, супер. Василка, што највеќе сака кога ќе изготвиш? Едно јадење, истото прашање кај тебе. Тоа е проблемот што све сака. Многу сака кога готвам риба. А риба? Риба, да. Многу сака риба, ама од свем што повеќе. Јас неколку пати го имам кажано ова, ама искрено е. Марка, основата му е француска кујна, значи класика. Да. Превкусно. И не можам да издвојам, затоа што навистина има он некој свој талент, не знам. Сосовите, Како да компонира Нешто ново. Да, и секогаш вкусовите се чудни, интересни, вкусни. Чудни, не, убави, не чудни. За некои се чудни, чудно убави. Да. Но сосовите му се него баш онака. Навистина сум специјал за сосови. Тоа е тајната состојка. Не би можела да издвојам еден конкретен рецепт, но уникатен вкус е кога го чистиме фрижидерот. Значи, вистинска гозба. Чудеси. Да. Навистина. Затоа ми одговараше емисијата претходната. Навистина, за кратко време да имаш неколку од намеси. она што имаш во фрижидер. Да, и она што имаш во фрижидер да го искористиш. Верувајте ме, Ама кај нас во фрижидерот секогаш има нешто
специфично. Нешто Така многу да И ништо не се фрла. ништо не се фрла. Добар готвач ништо не фрла. Така е. Све што има во фрижидер треба да се употреби и да се све може да се, како да кажам, ако останува, може да се употреби и да се готви пак наредно ден и Колку све. количината уште ова, се извинувам, Уште едно прашање. знам, конспиративни се. Ајде. Како се навикна, пошто овде во Македонија ние сме научени тоа да има јадење која се служи, така? Квантитет или квалитет? Се. И квалитет и квантитет. Све. Трапезата баш да има. Да има, Ние да. не сме научени на едно топченце од салатата Како и кај тоа овие декорирано. Мишелинов, нели? Како Што кај е, Мишелинов. да. Точно. Ти требаше малку адаптација за тоа кога приготвуваш, да речеме. Не, да ти кажам право, Да јас биде За Денџер малборник едно. за што си? дома И дома не можам, како го дома не можам да сервират? готвам за двајца, не можам. Не можам. Кога готвам Готвиш за повеќе? има за 4-5, Да. има за 4-5-6 луѓе. Секогаш има плюс. Не можам. Јас рецепти за двајца не ни знам да. Ако мора, ама не можам. Да. И јас се навикнав да има јадење. Значи, Секој да, може да ни поприми дојде, ова наше. да ни звони, да ни дојде. Добро дојде, ајде бујрум, на маса има за јадење, има за Точно, сите. да. Се научив за тоа. Навистина беше малку чудно од почетокот, имав неприлика да бидеме покани кај луѓе и све. И без да бидеме покани, одиш, влегуваш, и што се случува овде? Апа, мислев оти. Отике дојдете. Да, тоа Полна трпеза. тоа е нешто што го освојува Марк, таа топлина на кај луѓето и гостопримливост, Да. што ја нема во западниот свет. Мене ми беше интересно, да бидеме искрени сега, ние не приметуваме тоа дека кога ќе седнеме у ресторан нарачуваме да има, Да, немој да. случајно. И дојде неколку пати на Марк менторот во неговата професија што му е. Првиот пат, ајде, сигурно му било шок. Прекјутен. Меѓутоа втор пат Кога седнуваме. нарачувавте? Да, Добро. седнуваме во ресторан, вика, ве молам, да не биде тоа една планина од храна. Така е, навистина, Постепено ќе Да, нарачуваме, ти си така да нарачувам. тогаш сватив дека навистина, ама и јас и Марк сме такви. Да има, да има. Да има, да. Не, ама генерално тоа ние и во Македонија сите нарачуваат. Да. Сите маси Трапезата се да нека биде има. полна. Така. И во средината, и секој си земува. Многу го сакам тој систем. Во Белгија Не е така? Не, секој свој тањер. Секој си го свој ја- тањер и си изедува и тоа е Да. тоа. Ама толку е убаво кога можеш да споделуваш. Да делиш да делиш храната, со да ова. делиш заедно. Бе, пак ќе кажам, има и љубовта во тоа. Така е. Има Да. пуно ствари што го нема во еден тањер обичен кога го јади. Не, навистина се смени, многу ми се смени мојот начин на готвење, мојот начин на презентирање во Македонија навистина. Да. Чудо, ама Да. И уште нешто, само не си го запознала, беше прекрасен како актер, Владимир Ангеловски дади, ке се согласи Василка, го знаеме, но го знаевме и како многу голем гурман и како многу добар готвач. И сега едно нешто што го знам од некои моабети околу дади и луѓето кои што го познаваат, вели никогаш не фрла, она што го правите вие, никогаш да не се фрла храна. И она што е најважно да им кажеме на луѓето кои што не гледаат, во Македонија ми се чини дека најмногу се фрла леп. Значи ние сме земја во која што нели леп ако се нели има тамо датум на нели додека се користи, дади вели додека и да е му влосано, ќе го исескаш тоа, па ќе го потпечеш, па ќе му направиш. Кажи им на гледачите дека може и така и дека ништо нема да им биде и нема да се отрујат. Па Така? никако, исто со кашкавал, малку Добро. му влосано се вади. Се Нема вади проблем. мувлата Па да. и потоа го редиш и што му правиш, Го Марко? рендаш, го ставаш А, на го тестенини, рендаш. го Добро. сечиш, го ставаш во друго нешто во тава за гратинирање. Може многу ствари да се употреби. Така е. Кашкавал никош не се фрла. И кашкавала Никош- кој има Јас ова- обожавам Ако да има кажеш мувла, леп. не е Ако има штетно. мувла, не е штетно. Ба не, Се има и изчистува посебни кашкавали сирење, Кои што се- што Да, се тоа мувлосани е и све така. тоа. Тоа е природно. Така е. Тоа Зашто само убаво. ја тргаш мувлата? Тргаш малку мувлата и си јадиш. Супруга, знаеш како ми вика, леле ке не отруеш, Ма, мувла не, има ма, не, кашкавала. не. Така? И леп, Значи леп, можеш. Гришки Да. со кашкавал. Така е. Бе вола? Леп и Да, кашкавал. меѓутоа и јас сум јајца. сепак за термичка обработка. Да, така да, Но да, секако треба да се да. термички обработи, да не се користи нели вака или онака. Како е, не ме треба да се термички Така е, обработка. да, за да бидеме сигурни. Точно. Така точно. е. Ајде, Добро. одиме сега со Одиме. оние прашања за парови. Односно ќе ви требаат и табличките. Ајде. Така што ќе пишувате, да споменеме за гледачите. Марк размислува француски, ако треба тука нешто малку нели ќе ти помогнеме и Добро. пишувај си слободно латиница како ти е полесно. Ќе биде латиница, јас читам Ако- кирилица, ама ќе пишувам Како по... сакате така пишувате си. Како ви е едноставно, убаво. како ви е Со ова се природно. Да, ова е за бришење. Со- Да, тоа е за Да, пишување, со некој од тие две. Е, Кој е да? Добро, вуаля. Ајде, која почнуваме? Ајде која обврска во домот најдобро ја извршува, ама да не е За кујната. другиот.
За Пишуваш другиот. за другиот. А, па да не е кујната. Само да не е кујната, пошто тоа по дефолт. Што направи најдобро Да. дома? Она да. која обврска во домот најдобро ја извршува. Ама да не е кујна. Само да не е за кујна и готвење. Поврзано нити моето, нити твоето со готвење. Па треба да го пишам. Треба да го пишеш. Ама немам ништо да пишам. Прво ви во кујната цел ден. Не. Не, ме навистина за не се. Ајде. Па, како да кажеме... Да. Го замислим. Го замисли. Чини? Аха. И кога ќе бидете готови, свртете табличката да видите и ќе си пораскажеме. Чистење домот. Чистење на Добро, домот. чистење на домот. Поправки низ дома. Тоа се секојни домашни работи. Значи, јас сега се зезам века Мајнштајн. Значи, сите работи што се дома, Нешто нешто викате што... мајстор. Не. Па, не. Што знае да поправи? Да Све. направи? Сериозно? Све? Да. Да. Никогаш остануваат вишок делови. Секогаш на добар мајстор му Ама остануваат не, вишок навистина. Те дела. разбирам, Марко. Да. Не, Не, така. навистина. Вишок ставаат во... Не, Што неколку последно? пати го отвараш и затвараш и после една, две, Работи три со штрафи. струја. Окей, ма функционира. Да. А ако се и расипа нешто го знае да го поправи? Да. Например, што последно поправил? Моторот, например. Да, мотор, да. Не, поготово коли, мотор, тоа све што му е Кажа, во од дете, голем од дете, интерес. Јас сум човек што многу сака да чепка, многу сака да поправи. Јас тоа ми е внатре. Тоа ми е втората професија да кажеме. Браво. Да. Браво. Не, Многу не, сакам. навистина, све што може поправа. Па срикна си и однака тука немаме веќе мајстори. Има монтирано Сите си три за компјутери. мина. Да, срекина Не жена. знам ништо на електроника да кажам. Да. Да, све си правам. Све. Браво. Оно што треба да се знае, нели, Да. како основа. Така. Точно. Што најмногу мрази другиот? Уф. За карактер, за Општо, тоа е ставено општо. Што најмногу мрази? Мрази да прави, Василка треба мрази да да... пишеш. Јас треба да Ти пишам треба за за него, Марк, да. да. Контра. Јас, Марк, треба да напишеш што јас Да. највише што ме нервира. Што те Е, што нервира? те Од нервира, тебе. да. Од мене? Ма Па ништо. може и општо и генерално. Па не да, знам. Може Уопште генерално. генерално. Да. Не знам. Не одам у кафана, не одам преку жени, не одам не правам ни- Што може да мрази по мене? Ма не, на вистина. Може доцни некој од вас, Никога? ајде, нели, Не. ја набројувам да ве наведам во... Не сакам да кажам, јас сум перфектен, она е перфектна. Браво, да? кај сте, Што остани најдовте празна вакви табла, што да перфектни. Не, тешко да верувајте ме, тешко ми е да кажам нешто да. Добро, може што да мрази. Што те може да нервира? мрази, нервозни возачи, Ете, пушва во како го марке. погоди. Како се пишува Има. Како псуиш, да, на вистина тоа. Крени Ой. табличката. Не знам како да пишуваме, псуиш, тоа е многу јако, на вистина. Тоа е нешто што Па прв пат како го видам. ти сега Значи, тоа ми дојде беше- Мене кажа што Да. ме нервира и сега имавме ситуација пред да дојдеме кога Марк раздигнува. Добро. Значи кога Марк раздигнува, тоа е раздигнато. И Значи, што значи тоа? само Ајде, ја раскажи. можам да го најдам пошто јас отприлика му ја знам начинот на размислување Ајде и како кажеш раздиг. како тоа изгледа, ајде. Еве, Раздигнувам. на пример, сега ги требаше да ги најде, имаше престилки некој кој Добро. треба да ги носи на штампање. Добро. Шери престилките. Јас се спремам, нели? Добро, Марк, ќе одиме, после ќе ти ги најдам. Не, сега ми ги Сега нема, не треба, знам па кај да. ги стави. Значи, на 2 места фатив и на третото ги најдев. Јас не Ама ги најдов. пред очи му се. А истите места А, ги он направи тој да ги го најдам. складира. А јас onda мислам да да. раздигне, да ми направи добро, Да, нели? да, За да. да Да, и ради. да е помогне. чисто на око, а после не знае Така каде ги е. ставил работите. Под тепих. Добро. Не за псуење, на вистина, тоа треба да Кажи, го кажам. кажи како, Тоа е шу ужас, значи? ужас. Ама тоа Никогаш е не видов жена, нормално. никогаш не видов жена што псуи толку. Беше многу Ау, интересна сите жени овде реакција. псујат, особено во Не сообраќај. беше Да, многу во возење. интересна реакција, го возам јас него прв пат најверојатно. И знаете барем вие какви се Како улиците изгледа. на нашиот главен град. Ја питам, што не кажам. И мене спонтано ми доаѓа, значи, и О, кога да. разговарам на телефон, ако возам, мислам телефон ама преку систем, Да. и како што разговарам, бам, ама значи спонтано ми доаѓа од внатре. несвесно. Несвесно. И само имаш реакција од Марк. Што е на женава? Марк не се секира, викам, ке научи, ама тоа е одамна, значи, А на какви ке зборови? научиш. Чекај, че никош не ги слушав ја моите А зборови. иначе во реален Па да. живот не. Не А и никогаш. чекај се, не поприми ти кога си нервозен нешто од нашиве Не, зборови, сочни. Јако, не сум навикнат. Верувајте ме, оти дома, Друг со баба ми, менталитет. не, со баба ми се одеднав, немаше псуење, немаше... Немаше пцовки. Не, немаше тоа. И затоа ми беше многу чудно.
Да. Друго Сега, време ја било, не Марк. ги кажувам. Не, ама Ја не ги може кажувам, не сум карактерно навистнат, да ме поврзи Да. со Со тие тоа. пцовките. Да. Тоа Чудо. беше интересен. Од друга страна, тоа е така едно убаво ослободување на негативна стрес. енергија. За нејзе беше добро. Од една страна многу лошо како особина, од друга страна ќе се ослободиш, ќе така смирен ќе си дојдеш дома. Јако. Арно ти ме Некоја посети. средина. Да, Арно ти ме посети. Ма ја реков дека да, ти се да интересни тука муавери. Не може Е, да. омилено патување, знам дека многу сакате да патувате, постојано сте на пат. Помилено нема. Ај за себе напишете си го, да. Ај за секој за себе е омиленото патување. Значи, Можеме да кажеме секош последното е најубав. Да? Да, Ја така се можам да кажам. И најубавиот ќе биде наредниот. Така е. Што ќе го правиме? не, генерално повеќе не привлекува азискиот дел. Азискиот дел, да. Бевме летос за рогенденот на Марк. Во Бали. Бевме во Бали, ги надмина нашите очекувања. Да. Поминавме на вистина. Им Е пожелам тоа на сите, дестинација да. која што би се вратиле. Журка секој ден. О, како беше убаво. Не, има посебен, не знам како да кажам, има посебен како да кажеме. Шмек? Не шмек. Што ти доаѓа кажува, ајде Луѓето, не, луѓето таму амбиентот. Аха, све те понесува. Да, Идеш има на журка енергија. цела. се весели, сите играат, сите се безгрешни, сите... Трпочит, се безгрешни. Да. Вау, не, навистина. Можеш секој ден да правиш журки, не треба да чекаш вечер, некој ден. Колку Ама малку ти тоа е е потребно за спонтано. радост. Спонтано и спонтано и све. некако многу Преубаво, навистина. преубаво си поминавте, навистина. Знам Ама за навистина, неколку, азискиот знам за дел е. неколку случаи на Бали што имаат од соседство од Србија, имаат неколку баби после пензионирање се да. продаваат и одат на Бали и тамо Бабите? до крајот. Па ги разбирам. Оти ние сме далеку да. Па си шо? Уште 10 година и ние ги виделе баби, знаеш што? Виде баби? Срекни баби. Не, има Баби, навистина да. Азија за нас, баш сме разговарале на таа тема. Азија некако ни многу повеќе не привлекува отколку еве сега бевме на Кариби, бевме Доминикана. Беше убаво, супер, одлично. Преубаво беше, ама не. Ама Не е тоа Азија тоа. ни е во слаба точка. Да, кога зборувам пак за храна, што е она што инспирира за еден готвач? Храна. Храна, Да, ти кажам, во Азија. све инспи. Азија се зачините, Азија се вкусовите, Така е, мешавина, измешано да, се. луто, сладко, Така е. кисело. Имат посебен, како да кажам, филозофија на готвењето. Те гледам тамо на некој од тие пазарите, па како си обавезно. Само е како дете во Диснеленд, така? Да. Ја не можам Прво да не нешто одам, што одам правиме пазар, е да. локација на пазар и тука више готово, спобудало. Да, ми треба 2 сати. Не дај Боже куферот да ти го отворат на враќање. И се полни со зачини. Ќе излезат зачините. Сега пак донесов на Доминикана што ден со пиперки, посебни 3 врсти на пип. Да, мора. Тоа ми е нешто што да, во мене. добро, да. Да, тоа е мора да делот на се кујна, така и потоа. А потоа ги комбинираш, така? Правиш комбинации на различни Не можеш да вкусови. размислиш колку имаш идеја таму во различни комбинации на јадење, што никогаш не го мислиш овде да го направиш тоа, таму ти го прават така, како ништо. Да. А преубаво е. Така Преубаво. е, Навистина. така е, да. Што е следно патување, пошто сте по патувањата? Што ви е закажано? Немаме уште Се уште Немаме уште, не. се уште немаме цврсто одлучено за Дестинација. наредно. Великден А ќе биде. желба каде што не сте биле, а велите мораме во Не. догледна и Јапонија. Јапонија? Јапонија. Како листа, можеби нема да биде наредно, Да, меѓутоа за 2025 ни е Виетнам, Камбоџа, И тоа. Право. Кина, Јапан Да. Тоа се и деловите. Шри-Ланка. Па иде додај уште. Ето, Шри-Ланка мора да одиме ради зачините, не за друго. Да, не, за зачини не работи. Бевне Малдиви, ма не Шри-Ланка. Да, точно. така. Бевне Тајланд, бевне Банкок, бевне, ама не бевне, да, Лаос. Има, да, навистина има прибави Има, места уште. има. Уште колку има. О, ла. Има прибави Кој места. му е Мачи омилен на предмет во домот на другиот? Напишете. Напишете. Предмет во домот Предмет, на нешто. Василка, пишуваш ти. Предмет општо. Нешто предмет општо дома што ни е, а мене да ми е омилено. Омилено каучот.
Знаеш како ни е убаво во каучот на двајцата? Да. Кауча? Арончо. Така можеме да кажеме каучот? Може да се усвои тоа. Може. Предмете. Заеднички предмет кауча. Пишам каучот, не ме. Заеднички. Ајде заедно. Заеднички нека Мислам, биде. каучот е најубавото место каде ние уживаме. Да. Си јадиме, тоа е обавезно. уживате. Кога се враќаме од работа и се, си спремаме, си јадиме и света. И после Уживање на Па веројатно на сите нас дома ве гледаме на телевизија, уживаме, се смееме и продолжуваме. Сега кога вие на каучот. Да, вие на каучот, да. Па ние сме више во години да кажем, Не се предавај така лесно што не се сме во предавам. години. Ама дали одиме уште многу по кафани по такви ствари? Јас сам не, никогаш, што ти кажав. Ама заедно одите. Заедно одиме по Одиме, кафани така, со тоа. одиме. Нема не Нормално. претеруваме. Знаеш што јадиме подобро дома? Па да. Тоа е проблемот. Па и поопуштено, некако во таа Поопуштено фаза е, од да, животот, има време. каде што ти е попријатно, сакаш да ти биде Така е. порелаксирано, па подобро да ти дојдат пријатели дома, отколку во ресторан. Па точно треба да така. се дотераш, па Ете. треба да си наседнат, вака каучот, можете Ке ми сите. фали. Малце темпото на живот стана малце брзо. Иако добро е што живееме во Македонија, па имаме време во текот на денот, втората половина, еден дел од денот да го поминеме заедно. Што мислам тоа немаше да биде така и беше Белгија не една можеше од да биде тоа. клучните работи зашто останавме во Македонија да живееме. Што можеш да се опуштиш дома. Поготово ние живееме во природа Да. и Што пиште ни убаво. навистина е мирно и ги пуниме батериите Да. во домот. И за нашите пријатели исто подобро е да дојдат кај нас, да уживаме сите заедно, Кажи ти па ни доаѓаат, не сакат више да седат. Имате проблем, да? И поготово кога е убаво времето Времето, еве да. кога ќе се стопли, ве покануваме да ни дојдете Обавезно. да уживаме Може, заедно. Обавезно да Припаќаме уживаме заедно. новините Да, на- Да ги одзачиниме од Бали. Да. Не Ќе се прво и од Индија секирай имам од Бали, свето. имам се Да. Слушај, Марк, да те има. прашам нешто. Шефицава, кога ја правевте куќата, таа беше одговорна за се нешто како ќе изгледа или ти беше одговорен само за кујната? Ја така размишлам. не, Ти само не. смисли како кујната ќе изгледа, таа се друго. Она беше генерален директор. Генерален директор, За све, добро. за све. Оти на вистина треба еден само човек викаше да. одговорен. Не, Да. не викав само да, јас да ти кажам право, ја нацртав куќата од почеток како сакав толку спални, толку тоа. добро. Јас ја нацртав, ја дадов на архитект го направи како треба. Така е, како да изгледа Ама планот? главен директор, главен озведувач беше. Да, ама ја бев секој ден таму, ти мора. Кога се прави куќа, мора да бидеш секој ден на лице место да видиш како се прави света. Така. Го научи тоа во Македонија. Па да. Иначе ако ги остави Вистина, сами, Марк беше тоа. секој ден Да, секој ден, на теренот. Мора. Многу беше интересно што намештајот заедно Да. го биравме. Тоа ќе да прашам. Ама никако сами си доаѓаа работите што треба да ги Има во купиме. И имавме представа, ние точна визија имавме Аха, како ќе сакате да изгледа, изгледа, да. така. Така да постепено си купувавме работи и ни беа ни ги чуваа во Во дуќаните? Во дуќаните. Да, ми ги купивме пред. Да, И за да... со За договор денот за достава на Да, одредено дека време. биде готова, Да, нели, да, куќата да. да може. Така Супер, да, супер. Како да се познававме, пак ќе Да, кажам, ама како мислам дека вкусовите ни се Све. надополнуваат Исто, да, исти и вкусови и исти све. Чудо. Ја цел живот чекав да најдам жена како Василка. Ја најдов. Да, така беше и нејзината да, приказна, да, кога раскажуваше да. како се запознале, јас сватив како две души кои што се знаеле, Да. па сега повторно Како ми се кажува- сретнуваат, така никако ја да, доживеав мене целата приказна. мојата Капаче на покојна тенџер. баба Да, викаше не се секирај, секој тенџерче со капаче Има си капаче, е. така. Ја кој сум Така јас? да. Јас сум тенџерето, ти си Ја капакот. сум или- капакот. А ти си капакот, ти. Ајде, да видиме малку на реклами, да видиме кој е тенџерето или капачето. Реклами, па се враќаме со игри. Така е. Кој сум ја? А кој сум? Насмеавме Еве затоа имаме што- инспирација. Затоа што споделувавме, нели, Марк нема да пее денеска и Василка, но споделувавме, односно прашавме што музика ти се допаѓа овде и
Како беше одговорот? Технохаус Добро, Технохаус. а на што плачеш? на Тапан Изурла. Василка, како некогаш го виде први солзи такви со Мене Тапан ми беше Изурла? многу Кога беше? чудно затоа што Тапан Изурла за мене е окей, навистина Да, убава. те- те дига. да. Но многу беше интересна на свадбата наша. Гора Налачки, нашиот пријател, му направи изненадување, донесе од танец Тапан Изурла и го качи на Тапан. Леле мене, Вака викам, одеше отиде Тапанот, Тапанот. Не, Ама вика, издржи. Издржи, јас само ставам бакшиш. Да. Ама А убаво беше. плачеше? Плачеше. Што те погодува? Солзи му идат. Ми влегува внатре, да, не можам да кажам, тука и тука, тоа е секаде. Да, ми влегува внатре А и со ми се преда. технова и ти се носиш Да, добро. да. А тоа ми е, тоа ми мислам од Белгија. Белгија, знаеш, е држава малку поотворена за музика, за такви музика, стари, да. Tomorrowland, такви како рекам, спектакли, евенти. Многу сакам таква музика. Не знам зошто ми дава и мене инспирација кога готвам. Да. Значи Со готвиш со технот техно? готвиш? Можам да готвам со техно Обично по филмовиве ги со гледам со класична музика, Не, нели не. готва? или техно или ништо. А ако ти треба и солза некоја за да видат дека е на Марк? Да, не може. Не, ако готвам со Тапан зурлите Изурла рони не ми ништо? оди. Не? Не, Тапан Изурла пијам и се Пијам и плачам. Да, пијам и плачам, да. И што е чудо уште со македонски песни. Ајде, Вау, која има ти е неколку омилена? македонски песни, ма не ги знаев, јас пак ќе кажам во Белгија, Да. ја никогаш не слушав не песни и такви ствари се. А сега овде песни, има песни што и ми гледа. Па да. Не, вистина ми беше чудно. Да. Сега не ми е чудно, Наум ама Петревски и такви ствари. Има луѓе што имаат посебен глас, така посебен начин да. На пење. интерпретација. Да. Што го немаш во француското јазик, не. Не. Значи ги слушне Джамбо Ангјушев и одма станува. А топ, Джамбо Джамбо. си Джамбо. Да, А сите да. други сте. Да. Пар екселанс. Покажи ги само Добро. на која? На двојка? На двојка Дали само да не ги личностите кои видат? што треба да ги погодат. Што треба да направиме Чисто сега? само да видат. Сега Па треба не да знам погодите, сега да односно, нели, секој од вас ќе има лик напишан. Добро е. Имам видено, да. Треба преку прашања кои што може само со да и со не да ти се одговорат. Добро. Значи ти прашуваш за твојот лик што го носиш, Василка Повели. прашува за својот лик што го носи. Само да не ги само види, да не го видите, видиш. пошто Ме мора. баш може и Ќе мора над очилата. Добро, видите дали ако можеш. разбирате што пишува, Што пишува? нели? Аха. Што треба да Јас погодувате? разбирам. Само не кажуваш што пишува, Марк. Да, не Тоа треба да го ти под... шепнеме. Не можам Тоа е мојот Доле допис. можам, ама горе малку Е, па чудно. добро, ама знаеш за која личност се Не. работи? Чекај, да ти кажам, може да ти Ај, шепнем. може. шепнемо. А, Е, да. така. Ако ми го Ете. кажеш, да. Да. Е, И сега јас треба да го погодам тоа, Тоа, Да. така. а ти треба да го Тоа што ти е погодиш начело. ова. Добро. и само со да и со не ја прашуваш Прашуваш. Василка и обратно. Ама за своето прашуваш, Марк, не за тоа Ќе незиното. почнеш ти? Можете Ајде, почни, заедно кој како ви доаѓа. Океј. Ајде. Жена е? Да. Актерка? Не. Пејачка? Не. Македонка? Не. Добро. Готвачка? Не. Ќе беше многу лесно тогаш, а? Ами сега е лесно. само Ама да многу ја сака, плюс се, да, А, многу ја Сега... Многу ја сакаш. Значи ти многу помогна. ја сакам, а не е актерка? Не. Добро. Па не знам, ај помогнете ми. Имаше многу филмови од незе, за незе. А за неј се филмови има така. Сега да ме... Мајде. голем Па да. хуманитарец така по светот. Кој? Со потекло од Македонија? Не, никако. Не, не. Не. Врска со Македонија. Срекна и несрекна жена. Аха. Многу ти помагам. Ба да, Има многу деца? има неколку деца. Не многу. Аха. Ама не е Не, актерка? не, не, ти за не. Есма да не мислиш. Не, не. Не е Не, актерка, не, не. не, Не, ама за Имаше неа филмови, имаше филмови за незе. Значи, Приказната, Значи, светски познати незината лиќа. приказна е посебна, навистина. Да. Ајде.
А, она пејачка е. Ма не, А не. Ама не знам. Ти што си многу паметна? Ама сега не знам, ми се блокираше паметот. Ај, да ја помогнеме? Помогнете ми малце. Значи, Па да. јавноста ја знае, а не таков популарен лик, да речеме, актер, пејач, не е звезда. Не, ма можеше да биде, а? Ако Можеше сакаш, да А а? водителка? Не. Значи не е поврзана со Не. Поврзана медиуми. Одиме Но под... медиумите ја следеа. Цело време. Цело време. Не беше на рад, господјата. Никако. Ау. Е, па да. Од кралското семејство? Така. Принцезата на срцата, Така. Диана. Да, навистина. Па да. Не знам зашто толку се фиксирав за пејачка или... Е, ја знам, и плюс ја обожаваш. Ајде срцка сега. Ај, срцко сега. Што ги направи срцко? Ајде, За прашуваме. мене сега. Сега. Е, па да, Машко? Да. Да, Машко. Млад? Не. Стар? Да. Починат? Мислам... Да. Да, пред некоја Добро. година. Одамна? Не, сега. Одамна, сега. Ти ми кажеш, крупен? А, не, Да, јас грешив играта. Крупен? Крупен. Што беше актер? Не. Не. Беше готвач? Не. Не. Што е следно? Комичар, не знам нешто. Не. Ајде. Политичар? Не. И главното да пејач не праша. Пејач. А, пејач беше. Да. И дебел. И стар. Па сега, релативно е стара. Демис Да, Русов не беше одамна. многу стар кога Демис Русов одамна тој. Да, одамна. Понов. Ден други по-дебел? Македонец? Не. Не. Белгиец? Не. Французин тогаш? Не. Ни това. Ама Шпанец? светски познат. Светски Не. познат. Ој. Е, јас сум паметен, ама заборавам. Ајде. Сите ги изреди Сите таа ги изреди. држава Да, тука земја што ми ја е... Што Италија? Така е. Италијанец? Да. Павароти? Јас го најдов. Е, па добро. Е, па Павароти. Првиша. Имаме време? Имаме. Имавме предизвик со Ката за да ви смислиме Така е. личности, Браво. пошто Кој што ги- Марк Да, од ме малку тешко, Македонија, не Македонија, знаеме да, кого го да. знае, кого не Да, го да. знае. Малку тешко, имам за жал бекграунд што ми е од Да, приказните. тоа сега, имаме сега Среќен рецепти. со Василка, све ми објаснува. Знаеш, неколку пати има емисии на телевизија, има такви ствари и све. Арно ти е тука за да ми објасни, знаеш, така беше од времето Така е. на тој, така беше од е, времето на така тој. е. Па Супер. така и се учат работите Да, на да. Иначе, Знаеш, што ти во Белгија имавме друг начин на објаснување историјата од Македонија, Аха. што беше Југославија и све тоа. Да, Затоа да. убаво да го имаш вистинскиот дел. Вториот Така е. дел од приказната. Така Вториот дел е. од приказната. Вториот дел да ти Така, раскажа. да. Ајде. Што да правиме сега? Сега ќе видите. сега ќе одиме на читай ми Сега од ќе биде усни. интересно. Значи имаме наслови од рецепти. Наслови од рецепти, портали. добро. Значи, Добро, рецепт, не ги наслов. кажуваш гласно, туку само полека ги изговараш, таа треба да го погоди рецептот. И обратно. Името на рецептот. Добро. И обратно. Сега тој што ќе погодува треба да ги стави слушалките. Да. Добро. Значи, јас тебе треба да ти кажувам. Ајде Марк, прво. Јас ќе ти кажувам на тебе. Ајде, дај. Ајде. Се како Пази сакате. само. Дали ќе така. успеам да Овде ти имате кажам музика на за да ве тебе? буни. Да. Но бидејќи е послаба е музиката, Добро затоа со Добро е. со скоро Марк. шепот. Окей. И не мораш ни Ајде. со Ова се рецепт. Ова се рецепт. Ова се Ова се рецепт. најбучно. Ајде. Ајде, не Ајде, дека не Марк. прочита. Добро. Чи фуст. Можеш, чекај, ако ти треба помош, Чекај, да Ката не, ќе ти фуз. шепне. Меки. Разбираш? Шепни му. Добро, ама што е? На кирилица читаш, Да, ама да, да. може да те Она збуни тоа нешто. треба да го каже истово, Марк. Ти треба да го кажеш, она да ти прочита од усни, разбираш? Ајде. Вкусен, Вкус. вкусни, Да. Лајбици. Да, тоа е. раби, ереби, Е, тука ќе заглави. Да. Лајбици. лапици, Лајби. Па не знаеш што са. Да. Ајде. Лајбици. Добро, лајбици, прв пат Добро. слушам, Ја ајде. прв пат што го слушам тоа. Ти знам. Ти се како лепчиња округли така. Ајде. Меки, како душа, Не. како памук. Добро. Одиме следна Марко, одлично. Ајде уште една Ајде. Марк.
Лајбици, Лајбици, да. To su Ja mali ne znam, ne se lipčiња. sekira. Тие се лепчиња округли кои што се, Добро. нели? Ајде. Рагу. Ку. Ко. Како? Да. 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 Како да? Да. Како да направите? Така е. Вкусна? Турлитава. Прашате е Василка. Ај обратно да видиме сега. Ај сега, Марки. Чекај да видиме. Бон кураж. Музичево иде, све окей. Многу јако. Ама, да. Како од Джулиан се Ти ми враќаш сега. тромпет пуштете му. Не, дај. ги мешам. Чекај. Ако можеш. Солено. Солени. Јабука? Скампи? Не, солени, Да. скампиња. Скап? 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 Стапчиња, ајде. Стапчиња. Стапчиња, Марк. Стапчиња. Солени стапчиња. Да. Од? Од? Готови? Да. Нема више музика. Пушти плей. Колко е поштен. Не, јас сакам да биде како треба. Така, стисни плей. Не може. Ќе пуш. А? Ете. Добро, Ете, готово се почнува. пушти? Солени стапчиња. Од? Од готови? Кори. Браво. Ајде, Ајде, ще едно и појме. готово. Ај сега да видиме. А со музиката тешко. Тешко е. Па, не за тоа е музиката. Ништо, а? Оставо? Готово? Оставо? К. Како? Првата буква. К. Р, К. К. Крушево. Крутаво? Крушево. А, Крушево. Да. Топено. Стопено? Крушево? Стопено? А? Не, нема. Кажи нешто. С. Сирење. Не може. Сирење. Првата буква кажеме. С. С. С, Крушево, Крушевско. Крушевско, Топено. Топено, Што? Сирење. Си, Така е. Рење. Ре, Не. не. Крушевско топено сирење. топено сирење. Крушевско Односно, нема топено сирење. Да, Така обавезно. Нас Обавезно. во Крушево не вкусот на оние колбасите добро, ама колбасите беа добри, и да, оние да. питулици со лукче. Да, Многу беше добри. пребаво. И уште еден Да. специјалитет има токму крушевско топено сирење. Така е. Тоа не го знаме, топено сирење тоа обавезно. Има мешавина, многу убаво. Има. И плюс ни се јади. Ни се јаде плюс. Ме го кажавме пред да дојдеме, ние заборавме да јадиме пред да дојдеме. А кога ми толку храна зборувате, тоа сакам да кажам. Ми крко на цревата. Па да, тешко сега, уште бетер сега. Дека беше возбуден ти, со мене ќе дојдеш Супер на поминал ви емисија. игрива. Окей, се. Добре, супер. И добро се снајде, малку мислевме дека нели сепак. Одлично. Ама тешко да дадеш кога се научи по француски, не после по македонски да читаш на устни. Да читаш на устни, тешко. Добро, окей. Да. Ама добро е. Добро е, ајде. Време е за реклами и на крај предизвикот за денаска.
Еве сме. Минута и 40. Уште минута и Всеки 40? направиме за минута и 40. Минута и да. 40. Готово. Колку рецепти може да се направи за минута и 40? За минута и 40 ништо. Не претерувам. Не, едно јајце на око Едно иде. јајце. Да. Полупечено. Да, Марк каже, ки попуштиш на шефицата или ки играме? Играме. Ние сме такви. Нема Ние сме такви. попуштања? Не. Добро. Минута Fair 40 колку play. ни останува сега? Вие за колку ќе завршите? Аха. Ферплей. Fair Fair play. Да Ајде. почнеме? Почнуваме. Објасни Како ни како. кажат, Ајде може. Епа, ајде. Ајде, само внимавај. Е, така, Ферски. Врати го почетната позиција. Ма не оди, а? Не се брзај, не е тука поентата да брзај. Не ми оди мене, а не ке глег. Ја немам трпење, јас тоа ми Ама е тоа е проблем. токму Тоа така. тоа ти вика полепи. Врати го гледај. сега истото. Мирен. Ета така, ајде. Како терај. е? Шефица ќе победи? Шифица па ќе победи нормално, Кај се ама борите? регулар. Еднакви сте Ќе сега. победи. Е, јас ќе Од победам. кај бе ти дојде Јас до ќе тука? победам. Јас ќе Кај победам. дојде тука, до тука толку ти Гледај. Ајде! Е, намерно ти удуваш, не дувај. Не дуваше, а? Дуваше кај мене, а? Ама не ми е јасно. Не дуваше. Дуваше. Фала ви многу. Многу ме, не Ама си толку ти фер. паѓа одеднаш ка места, са не Не е си јасно фер. правиш Не си иле фер. ти. Дуваше. Знаеш што е да правиш иле? Бришо? Иле. Шо Ќе иле? ти објасни. Е, сега ќе те објаснам. Кој иле? Иле, ти не правиш илиња, тука за да ме победиш. Чао, Чао. поздрав, фала ви. Се гледаме утре, 17:15. Бај-бај. Чао, чао. Значи,